Секоја трета жена во светот е жртва на физичко или сексуално насилство, најчесто извршено од страна на нејзиниот интимен партнер. Почнувајќи од вчера па се до 10 декември, ќе се реализираат низа настани и активности под мотото да го обоиме светот во портокалово, да го запреме насилството врз жените и девојчињата. Од невладината организација Продолжен живот испратија порака за свет без насилство, бидејќи според нив поголем дел од децата кои се жртви на семејно насилство преддиспозиции имат да бидат во ланецот на трговија со луѓе или да се занимаваат со проституција. Почнува 16 дена активизам кампањата врз насилство врз жената или да го обоеме светот во портокалово, и поголем дел на децата кои се од жртве на семејно насилство се предиспозиции имат да бидат во ланецот на трговијата со луѓе, да се занимаваат со проституција. Не сега и актуелната тема која е застапена кај нас, мигрантите и емиграцијата. Навистина сме овде, значи, и како органи, и како NGO сектор да испратиме една многу јасна порака дека е преубаво да се живее во свет без насилство, дека сепак нема лоши деца, има лоши родители или нешто што треба да го трпиме, а не треба да се трпи. Кампањата 16 дена активизам за спречување на насилство врз жени и девојчиња има за цел зголемување на свеста и преземање на конкретни мерки за прекинување на насилство врз жените и девојчињата. Според надлежните, Струмица е меѓу првите градови кои брзо и експресно ги спроведува мерките за заштита од ова насилство. Податоците, последните анализи со законот кој почна да се спроведува 1.1.2015 година, значи апсолутно веќе порано имавме проблем. Значи жртвата беше надвор со децата, додека насилникот беше во куќата. Меѓутоа сега со новиот закон и измена на законските мерки, значи навистина не треба луѓето да молчат, него треба да ги пријавуваат случаите, бидејќи без оглед дали имотот припаѓа на сопругот или на сопругата, сепак насилникот е надвор. До изречување на мерките кои ги изречува Министерство за внатрешни работи, Центарот за социјална работа, јавното обвинителство и судството. Од нова година на ваму, мислам, тековно за овие неколку месеца, сега не можам да ја кажам точната бројка, меѓутоа Струмица сме меѓу првите градови кои брзо и експресно ги спроведуваме тие мерки. 25 ноември е меѓународен ден за елиминирање на насилство врз жените. Обединетите нации го прогласија овој ден за меѓународен ден за борба против насилството врз жените, инспирирани од бруталното убиство на сестрите Мирабал, политички активистки во Доминиканската република во 1960 година.